Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес сето она што ќе го слушнете како информација во однос на онаа тема за која што ќе говориме во студиото ќе биде од ваша корист, уште повеќе што имаме една интересна тема и еден многу чест проблем кај населението, кај граѓаните, кај оние кои што нели имаат здравствени проблеми. Дијабетесот е многу честа појава и причина за реагирање кога веќе ќе се случи покачен шеќер. Меѓутоа имаме и состојба на инсулинска резистенција. Двете работи ќе ги поврзаме, бидејќи едното со другото нели е поврзано и ќе ги објасниме првен што е дијабетес, а потоа што би значило инсулинска резистенција. Што би значило како симптоми кога станува збор за дијабетесот, какви типови на дијабетес има и се разбира како оди по тоа дијагностика, третмани, така натаму. И впрочем, како што напоменав и за инсулинската резистенција, ќе говориме со доктор Сонја Васич, која што е специјалист интернист и ни доаѓа од приватната болница One Hospital од Тетово. Ако нели нешто повеќе за болницата ќе ни каже доктор Сонја на почетокот. Се надевам дека ќе бидеме интересни. Знаете, контакт на отворена емисија сме, доколку имате некои прашања, некој ваков проблем или проблем од областа на интерната медицина, може слободно да се приклучите во нашиот разговор и да поставите некое прашање. Доктор Сонја, ви благодарам што денес одвоивте време да бидете дел од Ваш термин. Последната средба ни беше онлайн. Еве сега можеме без маски на дистанца, мислам дека е состојбата мирна, да го направиме ова издание и да ја обработиме оваа тема. Ви благодарам за поканата. Најпрвин би сакала да ги поздравам гледачите на вашата емисија, гледачите на ТВ Сонце. Се надевам дека ќе се обидам да одговорам на вашите прашања, на прашањата од гледачите и дека ќе помогнам барем на некој да дојде до правиот пат за да го најде лекот за својот проблем. Така. Кажав, доаѓате од приватната болница One Hospital, која што се наоѓа во Тетово. Само еве да ни објасните што точно, кои се оделенија ги имате таму и нели што се нуди болницата. Приватната болница One Hospital Тетово е болница која што е формирана од инвеститори, релативно нова, под ова име е 2 години, претходно била како Медика Истанбул. Самото име кажува дека финансиери, основачи на болницата се бизнисмени од Турција. Соработката со нив е фантастична, заради тоа што самата болница е многу добро опремена, пред се кадровски, меѓутоа и со сите ресурси и пружа максимална безбедност и задоволителни услуги во сите области во кои што работи. Покрај општата болница, во склоп на One Hospital, во која што работи интерното оделение, педиатрија, специјалист по орала, од ушно, во последно време е пред едно месец и пол, е формирана и гинеколошко-акушерското оделение со комплетна родилна сала и сите додатни елементи. А задоволителна е и услугата што ја пружа оделението за безбедност и здравје при работа, односно пружањето на систематски прегледи, различни лекарски уверенија. За гледачите можеби ќе биде од интерес да кажам дека третиот PET скен во државава е во нашата болница. Компјутерска томографија, магнет, рентген кабинет. PET скенот работеше и во периодот кога беа рестрикциите на сите други вакви институции. Особено не радува тоа што почнавме да се шириме и надвор од Тетово. Во Скопје има амбуланта која што работи со закажување на термини
Така да, се надевам дека понатаму уште повеќе. Можат многу лесно нашите гледачи да ве најдат, да изгуглаат One Hospital и да дознаат нели се она што треба. И да си закажат ако сакаат кај некој здравствен проблем. Ние започнуваме со вас соработка, па се надевам дека и вие и вашите колеги ќе бидете дел од ваш термини во иднина за да пренесеме сето она што нели вие како доктори специјалисти го работите за да обработиме повеќе теми и да доставиме повеќе информации до нашите гледачи. Ајде да започнеме што значи дијабетесот. Како состојба? Дијабетесот е болест, состојба или збирна на проблеми кои што се јавуваат кај населението и скоро може да се каже дека е една светска епидемија заради што многу е голем бројот на дијабетичари во светот. Не само од бројката што дијабетот како дијабет носи последици и инвалидност, туку дека сите пропратни состојби на дијабетот, разните компликации што ги прави и збирно со другите состојби во склоп на метаболен синдром и слично ги прави сите води до инвалидитет кај населението и го зголемува морбидитетот од кај целото население без разлика на пол, возраст, раса. Дијабетот се карактеризира како состојба на зголемени вредности на шеќер во крвта. Значи, во основа целокупната поделба, грубата поделба на дијабетот е дијабетес тип 1 и дијабетес тип 2 или по нова номенклатура дијабетес мелитус инсулинозависен, дијабетес мелитус инсулинонезависен. Меѓутоа, има и други типови на дијабет кои што се малку помалку познати во јавноста. Тоа е моби дијабет, потоа гестацијски дијабет, постгестацијски дијабет. За гледачите на оваа емисија и за широката популација е многу битно да се знае дека има дијабет инсулинозависен и дијабет инсулинонезависен. Што значи? Инсулинозависниот дијабет, самото име, самиот наслов кажува дека лекувањето на овој тип на заболување е со помош на заместителна инсулинска терапија. Сега тука треба да кажеме што е инсулинот. Инсулинот е хормон кој што го лачат бета клетките на панкреасот и тој помага во пренесувањето на шеќерите до клетката, на рецепторите на клетката влегува во клетката и го понатаму го продуцира шеќерот, го трансформира фактички во енергија. Кога инсулинот не продира во клетката и не си ја врши својата улога, тогаш доаѓа до различни компликации. Дијабетес мелитус тип 2 или инсулинонезависниот дијабет се карактеризира со тоа што има доволна количина на инсулин, меѓутоа тој инсулин од различни причини не може да ги задоволи потребите, вредностите на шеќер се големи и во циркулацијата и тука се употребуваат лекови кои што помагаат да се разбуди на некој начин заспаниот инсулин, са малку посликовито. Така, да им биде јасно на гледачите. Ги кажувам овие работи. И на тој начин се лекува со други лекови, а не со инсулин, затоа што инсулинот го има во овој случај. Карактеристично за разликата на овие два типа на дијабет е што кај инсулинозависниот дијабет, односно кај дијабетот тип 1, терапијата е исклучиво со инсулин.
и тоа најчесто се јавува до 35-та година од животот, обично околу 20-та година, меѓутоа може да се јави и кај деца во предучилишна возраст. Додека пак дијабетот тип 2 или инсулино независниот дијабет се јавува во подмината возраст, се јавува некаде после 40-та година и кога метаболизмот успорува. Кога успорува метаболизмот, кога седалниот начин на живот и работа кога буквално треба сите да внимаваат повеќе си го зема данокот. Значи стресот е исто еден од поглавните причинители што доведува до овој тип на инсулин, меѓутоа најчесто неправилната исхрана, исхраната богата со шеќери, со масти, исто така и недоволниот начин на активности, односно нема баланс меѓу внесот и изнесот. Така, она што ќе го внесеме и тоа што треба да го потрошиме. Така. Сега кажав на почетокот, ние ќе проговориме и за инсулинската резистенција. Тоа е една состојба кога или преддиабет состојба. Па да ни објасните што би значило тоа преддиабет или инсулинска резистенција. Значи, кога зборуваме за инсулинот, кажавме дека е уште еднаш ќе повторам, дека се создава во бета клетките на панкреасот и дека неговата функција е да помага во продирањето на гликозата од крвта во целните клетки, каде што потоа ја ослободува енергијата. Меѓутоа се случува состојба кога поради различни причини, подоцна ќе ги набројам, значи поради различни причини, овој инсулин не си ја врши својата улога, својата задача и клетката не го препознава како оној што ја ослободува, што ја ослободува на крај енергијата, ами се таложи се продуцира повеќе од нормалното и додека пак гликемијата останува во крвта. Така. И сега во овој случај, доколку оваа состојба не се оцени на време, не се детектира на време и не се преземат соодветни мерки, состојбата може да, крајна состојба да води до создавање на дијабетес тип 2. Така. Значи во секој случај треба да се внимава и да се... Треба да се внимава, треба да се водат строги контроли, треба да ги знаеме сите тие работи кои што доведуваат до сите ризик фактори кои што доведуваат до ваква состојба. Во основа инсулин резистенцијата може да доведе во крајна линија и да заврши со дијабет, меѓутоа и може да се стопира во она форма во која што ќе се утврди. Важно е тука да кажеме дека дел и од покрај ризик факторите што ги кажавме како ризик фактори кои што влијаат кај во формирање на дијабетес мелитус тип 2, во овој случај најмногу е карактеристичен изгледот на личноста, односно она дебелина од централен тип со насобирање на масни наслаги во пределот на абдоменот, во пределот на стомахот, повеќе е склона кон овој вид на инсулинска, така наречена инсулинска резистенција. Исто така,
кај вакви пациенти се јавува замор, која што не е соодветна за физичкиот напор кој што кој што е во тој период, потоа поспаност, адинамија, една општа адинамија, изгубена сила, кратко кажано, потоа често како придружна појава се јавува и зголемен притисок, односно се јавува и засегање на кардиоваскуларниот систем и тоа уште повеќе ја компромитира даденава работа, затоа што се јавува исто и оштетување на бубрезите, кое што знаеме дека и самиот диабет од своја страна доведува до оштетување. И тука е една мала и разлика помеѓу дијагностицирањето на тип 1 и тип 2. Додека кај тип 1 диабет се јавува едно оштетување на микроциркулацијата. Знаеме дека страдаат малите крвни садови со запушување, компромитирана е циркулацијата на пред на екстремитетите и на очите. Кај диабет тип 2 или кај независниот диабет страдаат повеќе големите крвни садови и кај инсулинската резистенција се јавува тоа да се јавуваат наслаги по големите крвни садови и затоа настанува она кардиоваскуларните и бубрежните промени кои што се за овој тип на резистенција. И сега секогаш кога станува збор за некој проблем, обично треба да препознаеме некои симптоми. Многу често се споменува дека жет предизвикуван или кога човекот има покачен шеќер, сува уста и така натаму. Па ајде, кои се тие специфични симптоми кои што треба да ни посечат дека можеби станува збор за покачен шеќер? Значи, кажавме дека, предходно кажав дека пред се замор, малаксалост, поспаност, инверзија на сонот, често значи спиење во текот и дремливост во текот на денот, а не наспаност во текот на ноќта. Да. Зголемена желба за пиење на вода, на пиење на течност. А дали имаат желба и да јадат благо? Сега тука е и разликата меѓу разликата за преддиабетот, односно за инсулинската резистенција и тоа што многу ги тера на јадење на благо. Добро. Дали имаме гледач тука? Режија? Ало? Ајде, добро вечер. Добар ден, повелете. Сакам да прашам до докторка да прашам. Јас сум со тип 2 инсулин. Добро. Така сум малку пуна. И сакам да ја прашам, многу често поспаност имам, висок шеќер ми се покачува до 25-26. Да видам што ќе ми каже докторката. А дали користите нешто? Да, инсулин 3 пати. На забале 42 единици, на ручок 20, а на вечера 46. Добро. И повторно имате симптоми? Молам? И повторно имате симптоми? Да. Ја со симптомите не можам да одам, повеќе така да сакам да лежам, а сум многу доста дебела, да кажам, 120 кила сум. Многу така. Да, многу, ама не можам да, како да ги симна. Оти сум и веќе стара 70 години. Така. Не сте се обиделе нешто да држите диета? Докторката што ќе ми каже? Добро, еве, доктор Сонја ќе ви каже она што треба, нели, како доктор да ви го посочи. Доктор Сонја, повели. Значи, кај диабетот е многу важна и кај сите други болести, многу важен е тој баланс на колку се внесува, а колку се троши. Ние не можеме да очекуваме ако внесуваме храна која што не е избалансирана, да очекуваме дека ќе имаме некаков успех. Златно правило кај диабетот
е редовна контрола на така наречениот гликолизиран хемоглобин, односно меѓу населението, меѓу пациентите познат како тромесечен шеќер. Така. И тој е показател дали е добро регулиран или е лошо регулиран шеќерот. Значи, гликолизираниот хемоглобин, вредностите негови треба да бидат максимум до 6,5, доколку не е добро регулиран. Сите вредности што се над 6,5 се зборуваат за лошо регулиран диабет. Во тој случај, прво и основно е да се јавите кај вашиот матичен доктор, да се направи профил на гликемијата, да се видат дали може би треба да се уфрли и некој друг лек покрај инсулинот, а да се прават чести контроли за откривање на евентуалните компликации. Дали таа неможност за одење е како да се детектира точно, дали е како резултат на некое дегенеративно ревматско заболување, кое што нема никаква врска, да речеме, со диабетот, или пак е заболувањето како резултат на некоја инсуфициенција на циркулацијата на долните екстремитети, некоја ангиопатија, односно промени на артериите, дали е покачен притисокот, дали има проблеми со кардиоваскуларниот систем. Заради тоа се прават, назначено е на колку време треба кои контроли да се направат. Кај диабетичарите е многу битно еднаш годишно да се прави испит, било да зборуваме дали за тип 1 или тип 2 диабет. Значи, секој диабетичар еднаш годишно треба да направи преглед кај офталмолог, односно да се види очното дно и да се видат капиларите во очното дно и да се измери очниот притисок. Понатаму, кај диабетичарите е неопходно да се следи состојбата на уринарниот систем, односно еднаш годишно да се направи ехо на бубрезите и еднаш годишно да се направи доплер на артериовенските крвни садови на екстремитетите. Тие се најосновните прегледи што треба да ги направи секој диабетичар. Кај диабетичарите е многу важно исто така да се направи балансирана исхрана. Да, тоа сакам да ве прашам и да се надоврзам со она што гледачката го кажа, дека кажа дека има голема килажа, кажа дека е повозрасна, меѓутоа сепак претпоставам дека ќе мора и некој режим на исхрана да воведе со оглед на тоа, и ако е повозрасна, па ако не може многу да се движи, да троши, нели? Некако со тоа, значи, да ги се прави килограмите. Кога ќе имаме точната клиничка слика, така, и состојбата на тој пациент, кога имаме дополнително вредностите на гликемија, значи се прават мерења на шеќерот во текот на различни периоди од денот. Значи, час, 2 часа после земање на храна и се гледа како се движи шеќерот и врз основа на тоа се даваат и типот на инсулинот. Меѓутоа, има и таблетарни лекови кои што делуваат кај диабетичарите за намалување и на телесната тежина, меѓутоа и на регулирање на шеќерот во крвта. Дури ги даваме и кај луѓе што се надхранети, а немаат диабет. Значи има такви лекови, така, и во крајна во основа се прави комплетно
комплетен режим на исхрана кај ваквите болни Така. во соработка со нутриционист. Сега овдека морам да кажам дека во нашата институција има нутриционист со кој што во соработка со неа одредуваме и верувајте има многу голем успех. Да, бидејќи многу е важна храната која станува начинот збор на токму за исхрана. дијабетот, Да, и не само поготово за дијабетот, меѓутоа и за другите општо и за метаболни сите. проблеми. И метаболни и кардиоваскуларни. И покачените масти, и холестеролот, со тоа и високиот притисок, значи тоа едно со друго се е поврзано и треба навистина да се внимава. Еден, за жал сега покоен мој професор кој што викаше скуп сватова. Така, да. Тоа е тоа што подоцна предизвикува пак многу други проблеми и затоа треба многу да се внимава. Сега кога говориме за дијабетесот беше и една од причините како ризик фактори кога се разбори за ковидот, нели? Се почесто се говореше лицата со дијабетис, нели, дека се во ризична група заради нели она што го кажавте претходно, така. Меѓутоа кога говориме за оние параметри, знам дека секоја лабораторија нели си има различни параметри, меѓутоа кога е веќе алармантно покачувањето на шеќерот. Обично знам дека кога веќе е во некоја блага покачена состојба, тогаш се препорачува нели со воведување на режим на исхрана, на хигиено-диететски режим, со повеќе физичка активност, пак некако да се доведе во нормала. Меѓутоа која е таа граница кога веќе мора да се пие таблетарна терапија на почеток, претпоставам, па потоа ако веќе нели мора инсулин. Значи вака се. Вредностите на нормалните вредности на шеќер во крв се со мали измени од 0,5 во лабораторијата, односно и во една иста лабораторија различни реагенси кога доаѓаат, се баждарат и тоа веќе не е тема за гледачите. Која е таа граница? Значи има вредности од 4,5 5 и 6 милимоли на литар е границата која што викаме дека е можно да се толерира. Меѓутоа, ако во 3 последователни мерења на гладно, вредностите се над 6,5, тогаш веќе со сигурност дури можеме да кажеме дека се работи за дијабет. Порано обавезно, кога ќе се видеше дека вредностите се некаде сомнителни за дијабет, се правеше гликоза толеранс тест или тест со дополнително давање на шеќер, односно ОГТТ, сега го викаме тој тест. Тој тест се изведува на тој начин што се зема крв на гладно, а потоа се мери гликемија, шеќерот, и тој шеќер после 2 часа е 7,5. Ако стигне и до 7,8, тогаш се вика дека вредностите се нормални. Ако е од 7,8 до 11, велиме дека лицето има склоност кон дијабет и дека со некој неправилен начин на исхрана, неправилен начин на живот, дека може да дојде до состојба на дијабет. Меѓутоа, ако вредностите се над 11, тогаш викаме дека има нарушена јаглено-хидрантна толеранција. Ако на гладно, кога земаме шеќерот е некаде околу 8, тогаш нема потреба да се прави дополнително оптеретување, затоа што таа е вредност која што самата сугерира дека лицето има дијабет. Сега многу е битен и тој 3-месечен шеќер, односно гликолизираниот хемоглобин, кој што е златен стандард во следење пред се и детектирање секако на дијабетот. Како што реков, ако гликолизираниот хемоглобин е помал од 6,5, тогаш викаме дека нема дијабет.
Така. Дека можеби тоа лице ќе развие, меѓутоа нема дијабет. Доколку вредностите се над 6,5, тогаш се прави ОГТТ тест. Оно што го кажавте Да, претходно. со 75 милилитри Да се види колкова вредност за ќе да се покаже. види колку ќе покаже и да се третира. Од начинот на заради кој потоа се оди на анализирање, заради што кои други се прават дополнителни испитувања. Значи се прави иследување на функцијата на панкреасот. Дали доволно лачи или не лачи инсулин. Се прават испитувања на штитната жлезда исто. Тука затоа што кај младите особено може некое автоимуно заболување да доведе до промени во Лангерхансовите островца и во бета клетките на панкреасот и да дојде до намалување или воопшто да не лачат тие инсулин. И тогаш значи ќе мора да се оди со заместителна терапија. Треба да се види исто така состојбата на внатрешните абдоминални органи, затоа што мастите се јавуваат таму, се таложат околу органите и тука продирањето на инсулинот во овој случај е многу потешко и помалку може да се разгради шеќерот и тој останува во циркулацијата. И тогаш веќе имаме дијабет. А кај инсулинската резистенција е карактеристично дека шеќерот е на нормална граница. Меѓутоа, инсулинот, па нивото, затоа што не може да одговори инсулинот да го разгради на некој начин, односно да го транспортира шеќерот, туку панкреасот кога ќе види дека има некаков проблем, тој многу повеќе лачи, али меѓутоа не е активен самиот инсулин во вакви случаи. Така. Обично кога ќе се даде таблетарна терапија треба еден период да се користи, па се случували со како да кажам добар начин на исхрана, водење на поздрав живот со повеќе физичка активност, да по некој известен период да се испрови таблетарната терапија. Да се нормализира состојбата, затоа реков дека е многу битно следење постојано, значи на секои 3 месеци гледање на гликолизираниот хемоглобин, следење на висината на маснотиите, дали е покачен добриот, лошиот холестерол, дали се покачени триглицеридите. Потоа исто има и ензимски параметри кои што се за ензимите на джигерот. Потоа се прати состојбата на функцијата на уринарниот систем, на бубрезите и од сето тоа некогаш не зависи само дали ќе дадеме и каква терапија само од висината на шеќерот. Туку од сите други параметри се одредува која терапија и како ќе се даде. Со појавата на инсулините има голем сега инсулини кои што се кратко делувачки, долго делувачки, неколку типови на инсулини, меѓутоа има и неколку групи на антидиабетични лекови, така да во основа сега е време веќе на така наречена персонализирана медицина и не може да се каже дека унифициран лек ово е само за значи секој пациент бара различен третман и е многу битно да се следи довербата меѓу докторот и пациентот и она што е многу битно, често пациентите знаат малку да скријат дека малку повеќе ќе земат недозволена храна,
Па затоа треба многу голема доверба и многу голема соработка, што за жал во изминатиот период на ковид епидемијата колегите, јас и моите колеги, колку и да сакавме да имаме соработка со пациентите, не дозволува условите. Так. Доктор Сонја, кога веќе ќе се дојде до инсулинска терапија, тоа практично значи дека доживотно ќе треба да се прима инсулин? Повторно кажав дека зависно заради што дошло до примање на инсулинска терапија. Повторно сакате да кажете дека тука треба повеќе фактори да се видат. Повеќе фактори да се видат. Доколку се јави кај дете, во детска возраст, доколку се јави кај млада особа до 35 до околу 30 годишна возраст и се види дека продукцијата на инсулин ја нема. Така. Во тој случај обично се продолжува и со инсулин и со така наречените инсулински пумпи. Така. Ајде да имаме гледач да го слушнеме. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало? Повелете. Можам да кажам дека не баш тежок диабетичар. Добро. По програма сум, нели? Да. Многу ме интересира како диабетот се однесува према оние луѓе кои што, поготово жени, нормално, со инконтиненција. И кој е ризик фактор кај овие жени? Јас сум шеќераш, што не така висок. Секогаш ми е 3-месечниот 6,5, најмногу со глукофаж продолжен, од 1000 ми е доаѓа 7, 6,5, па и 7,5. Главното прашање ми е дали е големата штета инконтиненцијата кај овие диабетичари? Дали сватите? Ви благодарам на прашањето, многу практично прашање кое што за жал јас испуштив да кажам во ведниот дел, а тоа е дека кај диабетичарите многу се чести, особено кај диабетичарите со диабет тип 2, многу се чести уринарните инфекции. Со самото тоа што овој диабет се јава под одснежната возраст, значи и сфинктерите се ослабуваат со тек на време, значи тоа доведува до понекогаш неконтролирано мочење или до неможност за задржување на мокрачата. Значи, директна поврзаност помеѓу инконтиненцијата и диабетот нема. Меѓутоа, индиректна е поврзаноста заради тоа што пиењето на многу вода и течности и води до зачестено мочање. Так. Со самото тоа, бидејќи и сфинктерите на оваа возраст се олабавени, доаѓа до многу често и до неконтролирано мочање. Заради тоа потребно е да се води строго внимание до тоа да не дојде до уринарна инфекција. Так. Затоа што уринарните инфекции уште повеќе го потенцираат овој проблем. Некогаш дури пациентите и не се свесни дека имаат уринарна инфекција. Меѓутоа, секое зачестено мочање, секое печење при мочање, секоја промена на бојата на мокрачата е сигнал дека нешто се случува и дека треба да се направи консултација барем со матичниот доктор и да се направи една лабораториска анализа на мокрачата. Така. Тука сме никаде на крајот. Би сакала вака како да го сумираме се тоа што го говоревме во смисла да тоа како треба ние да превенираме за да немаме покачен шеќер и како практично состојбата е кај нас. Знам дека од година во година не само за диабетесот, впрочем и за сите здравствени проблеми се некако се
како да кажам, се зголемува бројот на пациенти кои што имаат проблем, без разлика дали станува диабетес, висок притисок, покачени масти, метаболен синдром, срцеви проблеми, значи некако за жал се така ми се чини дека кога говорам на многу од тимите, кога ќе прашам како стојат состојбите, за жал секогаш се вели дека се од година во година се повеќе бројките се покачуваат. Како практично да во секојдневието да се однесуваме за да не добиеме покачен шеќер и кога ево уште еднаш да потенцираме да нашите гледачи треба да се алармира? Значи, во последниве десетина години многу внимание се посветува на она што го викаме безбедност и здравје при работа, на систематските прегледи, кои за жал во овој период беа со редуцирани диагностички инвестигации, конкретно респираторните параметри не се испитуваа заради ковидот. Да. Меѓутоа, лабораториските се испитуваа и многу пати во овие прегледи детектиравме состојби на зголемен шеќер, кој што после тоа со соодветен начин на живот и соодветен хигиено-диететски режим, како што ние велиме, таа преддиабетична состојба се задржа на тоа ниво или на некој начин се превенира диабетот. Она што е најбитно е, значи, да се направи баланс меѓу примањето, меѓу внесот на храна, трошењето на енергијата, меѓутоа овдека ќе да се избегнуваат трансмастите, односно брзата храна, сега многу популарните хамбургери, потоа газираните пијалоци, пијалоците со зголемени шеќери внатре, овошни сокови со додадени шеќери, да се во секој случај да се консумира повеќе, традиционален начин на исхрана што повеќе да се применува, готвена храна, зеленчук, свежа, особено лиснатиот зеленчук, грашок, боранија, гравот кој што е со висока вредност на протеини, значи сите леќа, да, значи тие да се пиперки, домати, да се превенира, да се конзумираат тие производи во свежа форма. Друго е многу битно движењето или спортувањето. Секој треба да си направи некој баланс колку може и кога може, меѓутоа тоа да биде секојдневно. Превентивните прегледи, реков, на 6 месеци барем секој преку матичниот доктор да си направи една крвна слика со основните параметри, доколку се појави некој одстапување, сигурно дека понатаму ќе се прават дополнителни испитувања. Доколку во семејството некој од родителите имал или блиските роднини имал диабет, е диагностициран како диабет, секако дека другите треба да со малку поголемо внимание да се однесуваат. Значи има улога и генетиката, така? Има улога и генетиката. Понатаму, колку стресот еве го споминавме. Да, за тоа ќе кажеме, меѓутоа мајките кои што имаат родено деца со голема телесна тежина над 4,5 килограми, исто така и мајката, меѓутоа и детето кое што било родено со некоја поголема телесна тежина од вообичаената, почесто треба да прават може да добие покачен шеќер, затоа што може да се јави кај тие деца зачестеноста е поголема кога ќе бидат во понапредната возраст. Исто сакав да кажам дека магнезиумот е битен суплемент кој што треба да се зема кај диабетичарите за да го овозможи по лесното продирање на
инсулинот во клетката, односно носењето, целиот тој процес што веќе го објаснивме. Так. А кога рековте за стресот секако е многу е еден од најголемите фактори на ризик, меѓутоа Так, колку можеме да го избегнеме. Колку можеме да го избегнеме. Доктор Сонја, да, тука ќе мора да завршиме. Се надевам дека многу убаво објаснивте. Ви благодарам. Дури и од оние емисии кои што сум ги имала за дијабет, некако сосем поинаква емисија и добро е што е така, за да бидат гледачите, за да можат да слушнат и вакви и поинакви информации. Па се трудев малку да бидам поразбирлива за сите, така, да добро разберат она што кажувате, што се вели народски да се разбереме. Ви благодарам многу за ова гостување, како што кажав, соработката со вас е остварена и се надевам дека дел од вашите колеги кои што се дел од One Hospital ќе бидат овде во ваш термин за да обработиме што повеќе теми кога станува збор за проблемите со здравјето. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вас на поканата и јас и моите колеги од мојата институција сме на располагање за вас и за гледачите. Така. Почитувани гледачи, тука ќе поздравам јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Вие останете и понатаму да следите нашата програма. Грижете се за своето здравје, се разбира, чувајте се, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.